Мартина Сител. Во студиото со вас Иван Кузмановски. Добар ден, ви благодарам што сте со нас. Ова се настаните кои го одбележаа денот. Се намалува цената на горивата од полноќ. Владата дополнително ќе одлучува за нови мерки. Опозицијата прашува дали новата власт во Унгарија ќе значи и нови услови за македонскиот кредит и унгарските бизниси во земјава. Владата уверува дека немало ништо тајно во договорите со Унгарија. Поранешната председателка на антикорупцијската комисија не чувствува вина. Одбраната тврди дека немало службена тајна. МВР од полноќ го стартува радарскиот маратон, 24 часа за силена контрола на патиштата. Примирието помеѓу САД и Иран се уште активно. Тензиите растат, 16 повредени во пукање во училиште во Турција. Во овие вести во живо информираме за последната одлука на Регулаторната комисија за енергетика за цената на горивата. Останете со нас. Регулаторната комисија за енергетика ја намали цената на горивата. Од полноќ пониски цени ќе има и за дизелот и за бензините. Деталите ги има колегата Мартин Нарсов, го имаме во живо во овие вести. Мартин, колкаво е намалувањето на цената на горивата и дали ова на некаков начин ќе влијае на овние најави за дополнителни мерки? Така, Иван, Регулаторната комисија за енергетика денеска ги одреди новите цени на горивата. Денеска вторник, бидејќи вчера беше неработен ден. Како што кажа и ти, се намалува цената и на бензините и на дизелот. Бензините поевтинуваат за денар и половина, а дизелот за 2,5 денари, па доколку во максималната цена од Регулаторната комисија за енергетика се пресмета и оној попуст од најголемиот снабдувач од 2 денари за бензините и 3 денари за дизелот, тогаш од полноќ на најголемиот дел од бензинските станици низ Македонија, бензинот Евросупер БС 95 ќе се продава по 80 денари, 98 октанскиот ќе чини 82 денари, а дизелот ќе се точи по цена од 92,5 денари по литар. Се уште во сила се намалените акцизи и ДДВ-то за горивата, а какви мерки ќе има за цените на основните прехранбени производи ќе зависи од извештајот на Министерството за економија за спроведените вонредни инспекцијски надзори на државниот пазарен инспекторат. Овој извештај е веќе подготвен и е пратен во владата на разгледување, а според информациите од премиерот Мицкоски, овој извештај ќе се разгледува во следните неколку дена и од тој извештај ќе зависи какви мерки за цените на основните прехранбени производи ќе се донесат во Македонија. Целосната вест ја гледаме во приложение. Поевтинуваат и бензините и дизелот. Регулаторната комисија ги донесе новите цени на горивата. Од полноќ цената на БС 95 и 98 се намалува за денар и пол и ќе се продаваат по 82 и 84 денари. Дизелот пак поевтинува за 2,5 денари и ќе чини 95,5 денари. Цените се максимални, но поради попустот кој е во сила до крајот на април на најголемиот дел од бензинските станици. 95-ката ќе се точи за 80 денари, 98 октанскиот за 82 денари, а дизелот ќе се продава за 92,5 денари по литар. Ова е прва одлука на регулаторна откако нејзин председател стана Ацо Ристов. Денеска тој ја презеде функцијата од заменик председателот Сулејмани. Била одржана и средба со членовите на комисијата. Во фокус на состанокот беше начинот како РКЕ делува во време на ценовна нафтена криза и мерките кои се преземени со цел амортизирање на ценовниот удар на нафтените деривати, информира од регулаторна. Владата пак треба да го добие извештајот од Министерството за економија за спроведените контроли на пазарниот инспекторат од февруари до април. Направени биле над 140 надзори на целиот синџир на снабдување, производители, увозници, дистрибутери, маркети. Извештајот треба да покаже што и колку поскапело и врз основа на тоа да се носат мерки. До сега како опција беше спомнато замрзнување на маржите и укинување на ДДВ-то на основните производи, кои сега имаат стапка од 5%. Но денеска мерки нема да се носат. Јас нема да водам инаку денешната седница на владата поради други обврски кои што ги имам. Инаку очекувам да го добијам извештајот и да го изанализираме овие денови и откако ќе го анализираме многу внимателно, тогаш сигурно ќе излеземе со одредени мерки. Сакаме тие да бидат овој пат микротаргетирани. Инаку државна статистика минатата недела пресмета раст на годишната инфлација во март од 4,9%. Најголем пораст е забележан кај храната и пијалоците. Мартин Арсов, Сител телевизија.
Опозицијата прашува дали новата власт во Унгарија ќе значи и нови услови за македонскиот кредит и унгарските бизниси во земјава. Владата уверува дека немало ништо тајно во договорите со Унгарија. Поранешната председателка на антикорупцијската комисија не чувствува вина. Одбраната тврди дека немало службена тајна. Изборните резултати во Унгарија втор ден се главна тема за власта и опозицијата во земјава. Филипче прашува дали промената на власта ќе влијае на унгарскиот кредит и унгарските бизниси во земјава. Мицковски тврди дека кредитот е договорен со унгарска банка и нема никаква опасност, а државата е отворена за сите кои сакаат да инвестираат согласно закон. Лидерот на СДСМ праша дали министерот за правда ќе бара екстрадиција на Груевски, а Мицковски одговори дека враќањето на поранешниот премиер ќе значи и негово соочување со правдата. Победата на Петер Маѓар во Унгарија значи победа над руските и кинеските интереси во регионот, кој припаѓа на Европа, вели опозиционерот Филипче. Тој во смената на власта во Будимпешта гледа шанса да победа ревизија на договорите и инвестициите што ги има склучено владата на Мицковски со досегашната унгарска влада. Коментира дека Орбан токму со помош на актуелната власт ја користел Македонија како приватна колонија за своите политички и финансиски интереси. Овој говориме историска победа на демократијата над автократијата, на Европа над руското и кинеското влијание и на владењето на правото над корупцијата. Орбановата компанија 4iG доби лиценца за мобилен оператор во Македонија. Преку тајни договори и посредници Орбановиот круг имаше влијание и во енергетскиот сектор и во железницата. На бизнисот во енергетика, последно преку фирмата Status Energy. 1 милиарда евра. Кинески пари, потврдено во соопштение во рапорт на Европскиот парламент. На владата на Мицковски под така наречени пријателски услови, кои што ќе ги отплаќаат нашите внуци. Премиерот Мицковски пак ја честиташе победата на Маѓар и изрази очекување за проевропска политика. Нагласи дека соработката со Орбан била блиска, но додаде дека нема ништо тајно во досегашните инвестиции унгарскиот кредит. Петер Маѓар ја доби поддршката од унгарските граѓани. Политиките кои што тој ќе ги води, очекувам да бидат проевропски, проинтегративни и очекувам безкомпромисна поддршка за интеграцијата на регионот, вклучително и нашата држава, во рамките на Европската Унија. Компанијата 4iG, која што патем речена е партнер со германската Rheinmetall и со SpaceX на Елон Маск, уплати веќе 9 милиони евра и се стекна со правото да биде трет мобилен оператор. Вистинското прашање е зошто во времето на СДСМ и ДУИ немаше трет мобилен оператор. Второ, кредитот е со Ексим банката, не со владата. Јас не очекувам апсолутно никакви промени, бидејќи договор е договор и договор треба да се почитува. Исто како што и ние почитуваме многу договори кои што се направени во минатото, кои што можеби не ни се допаѓаат, но тоа е што е. Филипче бара и екстрадиција за поранешниот премиер Груевски. Мицковски пак вели дека неговата судбина е во рацете на унгарските власти, но доколку се врати во земјава, ќе се спроведе осудителната пресуда. Има ли барање за екстрадиција досега оваа влада на ВМРО знам поднесено за враќање на Никола Груевски? Доколку нема, зошто нема? И доколку нема, дали денеска во текот на денот после изјавата на новиот унгарски премиер ќе поднесат барање за екстрадиција на Никола Груевски? Екстрадиција е побарана уште во 2018-та, а е одбиена во 2019-та од страна на унгарските власти. Немам очекувања никакви, но доколку Никола Груевски се појави во Македонија, тој има правосилна пресуда и тој веднаш од кога ќе се појави во Македонија, нормално органите на редот ќе го обезбедат и ќе го упатат на ослужување на затворска казна која што е согласно правосилна одлука. Мицковски го потсети Филипче и дека партијата на Маѓар припаѓа на Европските народни партии, каде членува и ВМРО ДПМН. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Умерен оптимизам дека државата ќе добие позитивна оценка од Брисел има вице-премиерот за европски прашања. Според Сали, сите државни институции работат на исполнување на обврските од реформската агенда. Но во владата нема промени во однос на ставот за уставните измени.
Додека Брисел ги финализира последните забелешки од годишниот извештај за напредок на земјава во Скопје, влада е умерен оптимизам дека годинава државата ќе добие позитивна оценка. Вице-премиерот за европски прашања вели дека владината делегација е во постојана и интензивна комуникација со представниците на Европската комисија. Клучниот столб на кој владата го темели својот оптимизам е реформската агенда, документ кој е тесно поврзан со планот за раст на Западен Балкан. Според Сали, сите државни институции работат на исполнување на обврските. Интензивни се состаноците, координација со Европската делегација во Скопје и со канцеларијата на Европската комисија во Брисел. Очекуваме извештајот кој што е од Европската комисија деновиве да пристигне за делот на реформската агенда, за тие 16 чекори кои што ги очекуваме како позитивен одговор. И работиме во координација со сите институции вклучени во исполнување на чекорите, работиме за извештајот кој што ќе за исполнување на овие чекори во јуни, а извештајот го добиеме во септември. И натаму Жежо Костен е политичкиот дел од критериумите. Минатата недела бугарската министерка за надворешни работи упати остри критики и повтори дека без безусловно вметнување на бугарите во уставот, Македонија не може да ги продолжи преговорите. Од друга страна, македонската влада останува на ставот дека вистинска промена во односите може да се очекува само со посилен ангажман од Брисел и водечките земји членки на Европската унија. А промена на уставот не е можна без Софија да ги признае меѓународните пресуди за правата на македонското малцинство во Бугарија. Миријана Давидовска, Сител телевизија. Кристијан Смилевски е новиот јавен обвинител кој го застапува обвинението за предметот Талир 2 за седиштето на ВМРО-ДПМН, во која обвинет екс-премиерот Никола Груевски. Тој денеска за прв пат се појави во судница, но рочиштето се одложи поради отсуство на сведокот Кирил Божиновски, кој бил напад во странство. Смилевски рече дека го проучил предметот и се надева дека постапката ќе заврши пред случајот да застари кон крајот на август или почетокот на септември. Ако Груевски се врати, обвинителот потврди дека тој има право да побара да му се суди во присуство. Талир 2 се однесува на незаконската градба на седиштето на партијата. Новиот обвинител го презема случајот откако Савески ги повлече овластувањата на обвинителката Ленче Ристовска, пошто таа си поднесе оставка. Застареноста на кривичното гонење не зависи од волјата на обвинителот или на судот. Меѓутоа, јас сум сигурен дека успешно ќе завршиме постапката пред да настапат условите за застареност. Значи, секој има право на судење во присуство. Доколку стане достапен обвинетиот Груевски, постапката, исто како и по поднесено барање за повторување на постапка, ќе почне одново. Меѓутоа, тоа зависно од колку ќе остане рокот за застареност. По повеќе од 6 месеци през закажување, денеска конечно стартуваше судскиот процес за поранешната председателка на антикорупцијската комисија. Татјана Димитровска на денешното рочиште рече дека не чувствува вина. Незината одбрана уверуваше дека немало службена тајна, а сите документи биле јавно достапни. Зоран Јаневски го следи процесот. Поранешната антикорупционерка Татјана Димитровска, која е обвинета за оддавање службена тајна и компјутерски фалсификат, на почеток на денешното судење кажа дека не се чувствува виновна за кривичните дела за кои ја гони обвинителството. Ја разбирам содржината на обвинението и со целост на почет кон судот, сакам да истакнам дека не го признавам делото. Не се чувствувам виновна за двете кривични дела и сметам дека не сум сторила ништо зашто сум обвинета. Адвокатот на Димитровска тврди дека таа не оддавала службена тајна, бидејќи информациите кои ги споделила со обвинет во случајот Адитив се објавени на седница на антикорупцијската комисија. Од Државната комисија за спречување на корупцијата известен е судот дека е доставено известување со кое се потврдува дека ниту еден документ не е класифициран како службена тајна. Од обвинителството тврдат дека Димитровска седи на обвинителна клупа бидејќи откривала службени тајни. Тоа ќе го докажуваат со информации од мобилниот телефон на поранешната антикорупционерка. Проверката на незиниот мобилен се уште траела. Се барале податоци и за други кривични дела. Во тек е обезбедување на други податоци и анализираме по однос на тоа дали истите представуваат доказ за евентуално друго кривично дело, се прават дополнителни проверки, така да станува збор за обемна електронска база на податоци. На Димитровска и се суди и за компјутерски фалсификат.
Обвинителството открило дека во нејзино име други го полагал тестот за добивање безбедносен сертификат за пристап до класифицирани информации. Со неа на обвинителна клупа седат уште Билјана Мантева, вработена во ТЕЦ Неготино, и Миле Столевски, кој е колега на Димитровска од Државниот завод за ревизија. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Дали промената на власта во Унгарија е најава за регионални политички промени? Кој е следен? Анкетите прогнозираат победа на Радев. Дали промена во власта ќе донесе и некаква промена во политиките кон Македонија? Тема на денот со поранешниот пратеник Илија Димовски. Од вечерва на полнок Министерството за внатрешни работи го стартува радарскиот маратон. 24 часа на патиштата ќе има зголемена радарска контрола. Засилени контроли во сообраќајот се најавени до крајот на оваа недела. Од утре вечер на полнок, па во наредните 24 часа македонските сообраќајници ќе бидат преплавени со радари. Во ова деноноќие непрекинато ќе се спроведуваат засилени контроли за мерење на брзината на движење по патиштата низ целата држава. Покрај 24-часовниот маратон, акцијата ќе продолжи и до крајот на неделата. Како што соопшти од МВР, на овој начин македонската сообраќајна полиција се приклучува на Европската акцијска контрола, која ја спроведуваат сите членки на Европската мрежа на сообраќајни полиции. Брзото возење останува еден од водечките причини за сообраќајни незгоди со тешки и смртни последици на нашите патишта. Затоа мораме да делуваме постојано. За време на продолжениот празничен викенд пак, при редовни сообраќајни контроли, казнити се 1303 возачи. 1/3 од нив не ја почитувале пропишаната брзина на движење, а 26 лица возеле пијани. Лишени од слобода за безобзирно управување на возило биле 57 лица, од кои 6 за возење под дејство на алкохол, 23 за возење без возачка дозвола, 4 поради претходно изречена забрана за управување на возило. Во истиот период оценени се 22 возила по член 300б од Кривичниот законник. Викендот сообраќајната полиција казнила и 19 возачи на мотоцикли за неносење заштитен шлем. Александар Динев, Сител телевизија. Филмско грабнување се случило во Неготино. Деталите денеска ги објавија обвинителството и Министерството за внатрешни работи. Информациите ги има Тамара Дичевска. Како сцена од акционен филм, но далеко од фикција. На 12 април, двајца мажи од селото Корешница Демир Капија киднапирале 21 годишник со намера да го присилат да сними изјава во која ќе признае дека ја силувал сопругата на првоосомничениот. Еден од киднаперите имал репетиран пиштол со кој му се заканувал додека го држале под контрола. Драмата започнала во Неготино, каде оштетениот бил присилно внесен во возилото. Оттаму започнало возење по стариот пат кон Демир Капија, патување исполнето со закани и насилство. Во текот на целиот пат, додека тројцата биле во автомобилот, киднаперите не престанувале да му се закануваат по животот и физички да го напаѓаат, удирајќи го со боксови. За да го дезориентираат и целосно да го лишат од чувството за контрола, му го одзеле и фрлиле мобилниот телефон, а на главата му ставиле црни кеси, со што му оневозможиле да види каде го носат. Кога стигнале во шума, го извадиле од возилото и го терале да слуша аудио снимки и да признае дека тоа е сниманото лице. Но оштетениот за цело време негирал. Поради тоа, 20 осомничени му се заканувале дека ќе го силуваат и ќе го убијат, па го удирале со боксови и со пластична цевка, нанесувајќи му тешки телесни повреди, соопшти од обвинителството. Ново развој што наликува на пресврт на филмско сценарио, оштетениот, пред да му биде фрлен мобилниот телефон, испратил порака за помош до полицијата. Дополнително неговите соседи го виделе моментот кога бил внесен во автомобилот, па полицијата за кратко време ги идентификувала грабнувачите и стапила во контакт со нив. Полициски службеници од Оделението за внатрешни работи Неготино ги лишија од слобода 37 годишниот БМ и 30 годишниот ЧС, двајцата од село Корешница Демир Каписко, постапувајќи по претходна пријава дека тие со патничко возило Мерцедес со демиркаписки регистарски ознаки противправно лишиле од слобода 21 годишник од Неготино. Му се заканувале со пиштол и остар предмет, пошто го однеле на непозната локација и физички го нападнале.
Соочени со фактот дека се откриени двајцата мажи, го однеле оштетениот директно во полициската станица во Неготино. Обвинителството бара притвор за двајцата грамнувачи поради опасност од бегство, бидејќи станува збор за тешко кривично дело за кое е предвидена најмалку 4 годишна казна затвор. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Од 19 до 27 април на повеќе локации низ државата ќе се спроведе вежбата Блесок 26, на која лесната пешадиска батальонска група ќе треба да обезбеди целосна интеграција во структурите на НАТО. Лесната пешадиска батальонска група на чекор до целосна интеграција во структурите на НАТО. Доколку месецов вежбата Блесок 26 добие зелено светло од оценувачите на Алијансата, единицата ќе биде на целосно располагање на командантот на НАТО, подготвена да одговори на предизвиците кои ги носат геополитичките тензии од Блискиот исток до руско-украинскиот конфликт. Според надлежните, засега најава за ангажирање на единицата нема, но сепак нашите сили веќе активно придонесуваат во мисиите за одвраќање и колективна одбрана. Тие се на располагање, дали има најави за нивно користење во моментов не. Меѓутоа ние и сега учествуваме со своји сили кога станува збор за одвраќање, односно одбрана на границите со мисиите и во Романија, и во Латвија, и во Косово, изјавил Овчински, началникот на генерал-штабот на армијата, на денешниот брифинг со новинарите. Блесок 26 ќе се одржува од 19 до 27 април. Вежбата ќе биде тест за борбената готовност на батальонската група. Станува збор за тактичка теренска вежба со воени гаѓања, во кој учество ќе земат 1500 припадници на армијата. Ќе бидат користени оклопни возила, транспортниот хеликоптер, минофрлачи и беспилотни летала, оклопните возила за преноѓање и уништување експлозивни направи Хаски 1 и 2. Страјкерите нема да бидат вклучени поради административни причини. Тоа ќе биде кулминација на нешто што значеше подготовка на најголемиот и најважниот НАТО капацитет, лесната пешадиска батальонска група, и некој капацитет кој го разбивавме долги години. Би рекол, или од нешто пред да влезот на Македонија во НАТО, па како што реков, ќе кулминира со оценувањето. Единиците ќе треба да покажат колку се подготвени да се снајдат во над 20 фиктивни сценарија со креирани настани инциденти, вклучително и с протиставени сили. Вежбата ќе се реализира под постојан надзор и управување, пошто ќе следува оценување од страна на 40 сертифицирани експерти. Најголем дел од активностите ќе се одвиваат на криволак. Габриела Лескова, Сител телевизија. Првиот човек на Царинската управа најавува безкомпромисна борба против корупцијата. Денеска институцијата одбележа 34 години работа. Рекордна наплата од 12 милиарди денари или 195 милиони евра регистрира царината за само еден месец. Овие приходи биле собрани лани во јули и се највисоки од работењето на управата. Од увоз и внатрешен промет вкупно во 2025 биле наплатени нешто на 2 милиони евра, а во првите 3 месеци од годинава близу 24 милиони евра повеќе во однос на истиот период лани. Директорот на управата е задоволен од бројките. Давачките кон државата вели дека мора да се плаќаат, затоа најави безкомпромисна борба против корупцијата и меѓу своите редови. Во секој амбар сигурно има по некое неквалитетно зрно, но ќе го истребиме. Нашата улога не е само да контролираме, туку да заштитиме, да спречиме и да покажеме дека законот важи подеднакво за сите. Компаниите што работат законски мора да имаат сигурност и предвидливост. Нашата улога е да обезбедиме услови во кои честното работење е предност, а за нелојалната конкуренција нема простор. Царината во изминатите 20 месеци спречила на 2700 обиди за нелегални действија. Лани биле поднесени 213 кривични пријави, а во првото тромесечие 49. Делот на кривичните пријави гледате дека има година, тоа беше 2025, која што е за 5 пати пробројна од просекот помеѓу 2017 и 2023. Тоа се наистина параметри кои што ја отсликуваат работата на царината и безкомпромисната борба против криминалот и корупцијата, што представува основа за успешна работа на царината. И јас сум убеден дека во годините кои што следат, Царинската управа така и ќе продолжи да работи безкомпромисно кон криминалот и корупцијата, а посветено за граѓаните. Инаку Царинската управа одбележува 34 години од постоењето. По тој повод денеска ги награди и најдобрите царински службеници. Наташа Мерсовска, Сител телевизија.